Министерот за економија Бесар Дурмиши не отстапува од идејата за пресметка на нова потрошувачка кошничка, изјави тој денес непосредно по одржување на седницата на економскиот социјален совет. Ова кошничка се темели на реалната структура на потрошувачка на населението, согласно официјалната анкета за потрошувачка на домаќинства спроведена од Државниот завод за статистика и е усогласено со европските и меѓународните статистики стандарди. Тоа ја прави релевантна, споредлива и најважно применлива во носењето на социјалните економски одлуки. Која е разликата на предвидената со синдикалната потрошувачка кошничка, што досега ја пресметуваше Сојузот на синдикати на Македонија? Таму има предвидено многу нешта што, например, не е минимална потрошувачка кошница, не се употребува од секое семејство. Затоа јас кажувам дека тоа е посакувана потрошувачка кошничка. Ќе бидат исклучени од нашата методологија и нашите производи што се стајани, ќе бидат исклучени и цигарите и алкохолот кои не се основна животна потреба. И друго, знаеме според последниот попис од 2021 година каде што 90% од населението, повеќе од 90% од населението живее во сопствен дом, а не под кирија. Затоа тие имат предвидено и кирија, имат предвидено и многу работи што реално не се трошат. Дурмиши денес меѓу другото и наброи што се ќе влезе во така наречената владина потрошувачка кошничка. Прехранбените основни производи ќе влезат, значи трошоците за облека ќе влезат, трошоците за здравство. Во тек на времето ќе бидете известени и ќе го имате документот и во своите раце, но ќе биде и достапен и за целата јавност. Доколку се појават сугестии за методологијата на пресметката на новата кошничка, тие ќе бидат доставени до економско-социјалниот совет, потенцираше Дурмиши.